Под слоганот "Не како поединец, туку како заедница", денес граѓаните излегоа на протестен марш во главниот град. Од универзална сала, преку владата, маршот проложи кон собрание, а заврши пред апелационен суд. На протестот, покрај семејството на загинатата Кулакова, присутни беа и други семејства кои загубиле свои блиски и со години чекаат пресуди. Сестрата на Фросина, Росица Кулакова, апелира незината сестра да не биде злоупотребена за правење на ситни политички поени. Таа порача дека бара правично и фер судење и казна на сторителот на делото Васил Јованов. Ние како семејство си бараме нормална правда за Фросина. Исто така се бориме нели да се сменат и законите. Се бориме против неказнивоста, корумпираноста на системот. И тоа се мислам дека е дел од главните пораки на протестот. Да не пробуваат да играат ситни политики врз наша семејна трагедија. Таткото на Фросина, Тодор Кулаков, нагласи дека од страна на надлежните институции, вклучително и владата, се преземени сите правни чекори, но истакна дека протестите се со една цел – да се спречат понатамошни несреќи и губење на човечки животи. Јас се заблагодарував до владата и до владините институции, бидејќи тоа е вистина и до сега ние добивме поддршка во секој сегмент од тие владини институции. Но, од друга страна, нормално е дека будно го следиме секој чекор и развојот на овој случај, бидејќи не изгорени родители, што може друго да му остане, освен да побара правда. Инаку, серијата протести доаѓаат како на 29 јануари Васил Јованов, кој возел без возачка дозвола и под дејство на алкохол, на пешечки ја усмрти Фросина. Имено, на Јованов му е изречена мерка притвор, а од страна на надлежните се заострени контролите на сообраќајниците. А во собранието се иницираше јавна расправа на која министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави измени во кривичниот законник, односно делот за кривични прекршоци.